British Petroleum конечно успеа за сега барем делумно да го запре истекувањето на нафтата во Мексиканскиот залив. За овој, според стручњаците, најголем еколошки инцидент во историјата на САД, разговараме со Ведран Андоновски од Гласот на Америка на Македонски во Вашингтон. Ведран, кои се најновите моменти? Конечно добра вест, но соопштена со доза на внимателен оптимизам. Американската крајбрежна гарда вели дека најновиот обид на British Petroleum дал резултати и дел од нафтата со помош на спуштениот поклопец е пренасочен кон површината на водата, право во танкери. Адмиралот Тед Ален од гардата денес соопшти дека допрва треба да се процени колку добро ќе функционира поклопец. Цели 6 недели, според проценките, истекуваа и јадници барели дневно. Дамката, која со величина на сојузната држава Мериленд, веќе допре до бреговите на Луизијана, Мисисипи и Алабама, а излевањето почна да се приближува и до Флорида. Тања? Ведран, кој ќе плати крајната сметка за овој еколошки инцидент? Белата куќа веќе врачи сметка до BP во износ од 69 милиони долари за досегашните владини издатоци. И тоа посекако е само почеток. Во интервју за CNN четвртокот, Обама рече дека е бесен на BP и ја критикуваше компанијата за бавната реакција. Американскиот председател денес е во посета на регионот за да направи проценка на штетата, а поради кризата веќе откажа планираната посета за Индонезија и Австралија. Тања? Тоа беше Ведран Андоновски од Гласот на Америка на Македонски од Вашингтон.